извинувам на сите, другото ви се изслуши и не видов дека има вода тука за мене. И тоа е тоа. Значи, тама работа. Jer знаете дека ја не знам. Тама работа, знаете дека не сум драматија. Ете се случи предното. Едноставно се имаше одговорност да се продолжи, а не може да продолжи и слушам да залепе на тигра. Ете тоа е. Мислам дека тоа не е составен од судијата Дженета Бектович како председател на Советот, судијата Владимир Туфеджич како член на Советот, судиите поротници Гордана Пашовска, Сонја Костовска и Славица Симоновска како членови на Советот. По одржаната главна јавна и устна расправа која започна на ден 31.8.2018 година, продолжи и заврши на 19.2.2021 година, во отсуство на обвинетите Горан Груевски и Никола Бошковски, двајцата недостапни на органите за прогон, по советувањето и гласањето, во името на граѓаните на Република Северна Македонија, ја донесе и јавно ја објави следната пресуда. Обвинетите Горан Груевски, Тони Јакимовски, Гордана Јанкуловска, Никола Бошковски, Сашо Мијалков, Надица Николич, Владимир Варелов, Маријан Шумуликовски, Силвана Златкова, Васил Исаковски и Валентина Симоновска. Виновни се за действијата опишани во обвинението, чија што содржина беше погоре прочитана. Со горните действија обвинетите сториле кривични дела и тоа: обвинетиот Горан Груевски со действијата опишани во точка 1 од диспозитивот на пресудата сторил кривично дело злосторничко здружување од член 394 став 1 од КЗ. Со действијата опишани во точка 2 од диспозитивот на пресудата сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 2 во врска со став 1 во врска со член 45 од КЗ. Со действијата опишани во точка 3 под точка 1 од диспозитивот на пресудата сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 22 од КЗ. Со действијата опишани во точка 3 под точка 2 од диспозитивот на пресудата сторил кривично дело фалсификување службена исправа од член 367 став 1 во врска со член 23 од КЗ и кривично дело фалсификување службена исправа од член 361 став 1 од КЗ. Обвинетиот Тони Јакимовски со действијата опишани во точка 3 под точка 1 од диспозитивот на пресудата сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 22 од КЗ. И со действијата опишани во точка 3 под точка 2 од диспозитивот на пресудата сторил кривично дело фалсификување службена исправа од член 361 став 1 од КЗ.
Обвинетата Гордана Јанкуловска со действијата опишани во точка 3 по точка 1 од диспозитивот на пресудата сторила кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 24 од КЗ. Обвинетиот Никола Бошковски со действијата опишани во точка 3 по точка 1 од диспозитивот на пресудата сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 24 од КЗ и со действијата опишани во точка 3 по точка 2 од диспозитивот на пресудата сторил кривично дело фалсификување службена исправа од член 361 став 2 во врска со став 1 од КЗ. Обвинетиот Сашо Мијалков со действијата опишани во точка 1 од диспозитивот на пресудата сторил кривично дело за сторничко здружување од член 394 став 1 од КЗ. Со действијата опишани во точка 2 од диспозитивот на пресудата сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 2 во врска со став 1 во врска со член 45 од КЗ и со действијата опишани во точка 3 по точка 1 од диспозитивот на пресудата сторил кривично дело примање награда за противзаконито влијание од член 359 став 2 во врска со став 1 од КЗ. Обвинетата Надица Николич со действијата опишани во точка 1 од диспозитивот на пресудата сторила кривично дело злосторничко здружување од член 394 став 1 од КЗ и со действијата опишани во точка 2 од диспозитивот на пресудата сторила кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 2 во врска со став 1 во врска со член 45 од КЗ. Обвинетите Владимир Варелов, Марина Шумуликовски, Силвана Златкова и Васил Исаковски со действијата опишани во точка 1 од диспозитивот на пресудата сторила кривично дело злосторничко здружување од член 394 став 2 во врска со став 1 од КЗ и со действијата опишани во точка 2 од диспозитивот на пресудата сторила кривично дело за употреба на службената положба и овластување од член 353 став 2 во врска со став 1 во врска со член 45 од КЗ и обвинетата Валентина Симоновска со действијата опишани во точка 3 по точка 2 од диспозитивот на пресудата сторила кривично дело фалсификување службена исправа од член 361 став 1 во врска со член 45 од КЗ. Па согласно овие членови, како и членовите 4, 32, 33, 35 и 39 од КЗ, судот на секој од обвинетите за отделните кривични дела им утврдува казни. И тоа на обвинетиот Горан Груевски за кривичното дело за сторничко здружување од член 394 став 1 од КЗ, опишано во точка 1 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 4 години. За кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 2 во врска со став 1 во врска со член 45 од КЗ, опишано во точка 2 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 4 години. За кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 22 од КЗ, опишано во точка 3 по точка 1 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 5 години. За кривично дело фалсификување службена исправа од член 361 став 1 во врска со член 23 од КЗ, опишано во точка 3 по точка 2 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 1 година. За кривичното дело фалсификување службена исправа од член 361 став 1 од КЗ, опишано во точка 3 по точка 2 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 1 година и 6 месеци. Согласно член 44 од КЗ за наведените кривични дела, судот обвинетиот Горан Груевски го осудува на единствена казна затвор во трајање од 15 години. На обвинетиот Тони Јакимовски за кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 22 од КЗ, опишано во точка 3 по точка 1 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 5 години. За кривичното дело фалсификување службена исправа од член 361 став 1 од КЗ, опишано во точка 3 по точка 2 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 2 години. Согласно член 44 од КЗ за наведените кривични дела, судот обвинетиот Тони Јакимовски го осудува на единствена казна затвор во трајање од 6 години. Обвинетата Гордана Јанкуловска за кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 24 од КЗ, опишано во точка 3 по точка 1 од диспозитивот на оваа пресуда. Судот обвинетата Гордана Јанкуловска ја осудува на казна затвор во трајање од 4 години. На обвинетиот Никола Бошковски за кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 24 од КЗ,
Опишано во точка 3 по точка 1 од диспозитивот на оваа пресуда казна затвор во трајање од 11 години. За кривичното дело фалсификување службена исправа, член 367 став 2 ВВ со став 1 од КЗ, опишано во точка 3 по точка 2 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 5 години. Согласно член 44 од КЗ за наведените кривични дела, судот обвинетиот Никола Бошковски го осудува на единствена казна затвор во трајање од 15 години. На обвинетиот Сашо Мијалков за кривичното дело злосторничко здружување од член 394 став 1 од КЗ, опишано во точка 1 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 5 години. За кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 2 во врска со став 1 во врска со член 45 од КЗ, опишано во точка 2 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 5 години. За кривичното дело примање награда за противзаконито влијание од член 359 став 2 во врска со став 1 од КЗ, опишано во точка 3 по точка 1 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 3 години. Согласно член 44 од КЗ за наведените кривични дела, судот обвинетиот Сашо Мијалков го осудува на единствена казна затвор во трајање од 12 години. Согласно член 47 од КЗ, во изречената казна затвор на обвинетиот Сашо Мијалков му се засметува и времето поминато во притвор сметано од 20.11.2018 година до 1.12.2018 година и времето поминато во куќен притвор сметано од 23.2.2021 година па натаму. На обвинетата Надица Николич за кривичното дело злосторничко здружување од член 394 став 1 од КЗ, опишано во точка 1 од диспозитивот на оваа казна затвор во трајање од 2 години. За кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 2 во врска со став 1 во врска со член 45 од КЗ, опишано во точка 2 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 2 години. Согласно член 44 од КЗ за наведените кривични дела, судот обвинетата Надица Николич ја осудува на единствена казна затвор во трајање од 3 години. На обвинетиот Владимир Варелов за кривичното дело злосторничко здружување од член 394 став 2 во врска со став 1 од КЗ, опишано во точка 1 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 1 година. За кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 2 во врска со став 1 во врска со член 45 од КЗ, опишано во точка 2 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 1 година и 6 месеци. Согласно член 44 од КЗ, како и член 40 и 41 од КЗ, за наведените кривични дела, судот на обвинетиот Владимир Варелов му изрекува условна осуда со која му утврдува единствена казна затвор од трајање од 2 години и истовремено определува дека вака утврдената казна нема да се изврши доколку обвинетиот во рок од 5 години од правосилноста на пресудата не стори ново кривично дело. На обвинетиот Маријан Шумуликовски за кривичното дело злосторничко здружување од член 394 став 2 во врска со став 1 од КЗ, опишано во точка 1 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 1 година. За кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 2 во врска со став 1 во врска со член 45 од КЗ, опишано во точка 2 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 1 година и 6 месеци. Согласно член 44 од КЗ, како и членовите 40 и 47 од КЗ, за наведените кривични дела, судот на обвинетиот Маријан Шумуликовски му изрекува условна осуда со која му утврдува единствена казна затвор во трајање од 2 години и истовремено определува дека вака утврдената казна нема да се изврши доколку обвинетиот во рок од 5 години од правосилноста на пресудата не стори ново кривично дело. На обвинетата Силвана Златкова за кривичното дело со столничко здружување од член 394 став 2 во врска со став 1 од КЗ, опишано во точка 1 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 1 година. За кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 2 во врска со став 1 во врска со член 45 од КЗ, опишано во точка 2 од диспозитивот на оваа пресуда, казна затвор во трајање од 1 година и 6 месеци. Согласно член 44 од КЗ, како и членовите 40 и 41 од КЗ, за наведените кривични дела судот на обвинетата Силвана Златкова изрекува условна осуда со која утврдува единствена казна затвор во трајање од 2 години и истовремено определува дека вака утврдената казна нема да се изврши доколку обвинетата во рок од 5 години од правосилноста на пресудата не стори
ново кривично дело. На обвинетиот Васил Исаковски за